ми го прекина, но продолжувам. Значи, синојка, повторно спречив инцидент и срам на вас. Вие и синојка сакавте да исценирате деме кеве сега го приведуваме, деме кеве сме сила, но не знаевте што стоеше во позадина на сето тоа. Повторно ви велам, Жарко Гроздановски не се плаши. Еве, затоа што ќе ви кажам дека не ви се плаши. Барам, главниот на алфите што синојка нареди, да се направи таја акција. Значи, што нареди да се направи таја акција, да ми се јави на мојот мобилен број 071 680 Јас, не вие, не се мачете. Немој да активирате алфи полицајци го. Не ги малтретирајте бе луѓето. Вие само полошо ќе направите со тоа. Јас ќе дојдам. Каде вие сакате? Ќе дојдам, ќе ви се појавам. Кажете ми станица, каде треба да дојдам? Јас ќе дојдам. И ќе разговараме. Што вие сакавте да направите? А што ќе направевте ако го направевте тоа што сакавте да го направите? Значи, јавете ми се на телефон од било која полициска станица. И било кој може да ми се јави. Јас ќе дојдам. Еве уште еднаш ќе ви окажам мојот мобилен број. И ве очекувам да ми се јавите. Воспротивно, уште еднаш вакви глупости со приведување и апсење, зашто зборувам, а моје право да зборувам, со устав и со закон, и не може да ми го спречите, у никоја шанса. И ќе зборувам. Ако јас ве нападнам вас, покушам со оружје, како што го направивте со колата кога ја разбркувавте, sa таа бркотница што ја правевме синојка низ Скопје, да јас се преместувам од една, втора, трета кола. Знаете ли вие, искрено ви кажувам дека цело време бевте, и вие следени, и вие мене ме следевте. И во Тетово ако дојдевте, тука ќе ја завршевме работата. Затоа што таму, вие не ја разбирате повторно христијанско братство. Тука ќе се случише тоа што не требаше да се случи. Затоа што сум ја тетовчанец. Јас знам како дишите тоа. Пуштено е точно спин дека сум притворен, не бев притворен. Не ни дојде до такво нешто. Одна пред брајчата го средија тоа со коли, со возила, со не знам таму некои работи. И еве сум. Точно во канцеларијата на христијанско братство. Точно е дека не бев дома, не спиев дома, тоа е факт. Сега дојдов дома. Со тоа што се уплаши мојата фамилија, али тоа е тој ризик што се сноси кога преземаш ваква лидерска функција во одбрана на својата држава и татковина. Јас бев свесен за вакво нешто уште кога го формиравме христијанско братство. Знаевме дека еден ден ќе мора да застанеме на браникот на Република Македонија и да го спасиме од предавници и олош. Затоа уште еднаш ќе ве замолам. Ако и било што имате со мене, јас сум тука, слободен граѓанин на Република Македонија. Слободно може да ме контактирате на мојот телефон, уште еднаш ќе ви го кажам, 071 680 412. Контактирајте ме, јас ќе дојдам сам. Ќе разговараме за што сакате. Но немојте во никој случај да исценирувате приведување, апсење. До сега во живот ме нема никој притворено, ни па ќе има некој шанса да ме притвори. Затоа што вие не можете да ме држите. За 24 часа ќе ме пуштите, но ако ме приведете, немој да ме пуштите. Оставете ме таму. Немој да ме пуштите. Затоа ви стојам на разговор. Кога сакате, јас сум тука. Бројот на мобилен ви го кажам, нема да повторувам 3 пати. Ова е тоа алфите што вчера го правеа тоа, што сакаат да го исценираат. До македонците. Брајча, од овој момент, како првенец на христијанско братство, ќе ви кажам, јас сега на протест не излегувам, но ќе ви кажам едно. Ќе христијанско братство од овој момент ќе смени стратегијата. Сакате вака да играме? Сега ќе играме така. Ви благодарам за синојка што се пуштени и спинови, дека сум уапсени вашата загриженост. Не се секирајте. Во христијанско братство се со заклетва.
на свето место. Спремни се. Ви благодарам уште еднаш на сите за загриженоста. Уживајте. Македонија на македонците. Нема назад, нема повлекување и нема предавство по никоја цена. Одиме напред. За Македонија се работи. Брајче и сестри мои. Поздрав!